одредени български политици од типот фупе, го искам у дупе. Сакам да ги прашам нешто. Особено овој познатиот дрндач у дупе, што се прави многу паметен. Да те прашам, друже фупе, зошто бе на македонците не им паѓаше на памет да земат бугарски пасош пред вие да влезете во Европската унија? Од каде потребата на македонците да земаат бугарски пасоши од моментот кога влеговте во Европска унија? Ќе одговориш на тоа прашање или уште ќе се правите многу паметни? Обаче македонците се осеќале као бугари со български преисход, па затоа земале пасоши бугарски. И уврска со вашата екзархија, што многу често ја спомнувате, иста слична била приказната и тогаш. Македонците тогаш се крстеле, тоест биле покрстувани во грчки цркви, учеле на тотално некој за нив непознат јазик, што воопшто не им не лежал. Доаѓа бугарската екзархија и нормално македонците почнуваат да одат да ги посетуваат црквите каде што се служи на словенски јазик, кој што бугарите кога дошле овде тамо негде 7-8 век на овие простори го презеле од словените, тоест биле асимилирани, словенизирани, и ова се историски факти, друже фупе, кои што вие често ги превртувате. Вие не сте словени, вие сте дојденци тука, кои словените ги имаат, кои ги имаат асимилирано, тоест се имаат словенизирано. Двете клучни работи што ги извртувате. Така што, тоа као предлог, мене искрено да ти кажам, ова време, не време, мене ми се допаѓа. Дај на вистина да видиме колку македонци земале бугарски пасоши. Јас сум да ти кажам, тоа е и добар предлог. Дај да видиме на вистина колку зеле бугарски пасоши. Со имење и презиме. И да видиме, откако ќе ги објавиме сите кои што зеле бугарски пасоши, откако ќе се утврди бројката точно, да видиме кој од нив ќе се откаже од бугарскиот пасош или ќе продолжи да го користи во својата печалбарска одисеја, затоа што многу е познато дека 90% од македонците земаа бугарски пасош само за да може да заменат за печалба некаде во земјето од Европската унија и некаде подалеку, каде што тој пасош би им бил од корист. Ја и тоа не го оправдувам, ги знаете моите ставови. Бугарски пасош, мртов пијан да сум, издрогиран, било каков, не би ми паднало на памет да земам. Затоа што со тоа пред се би си плукнал прво на моите дедовци, а потоа веројатно и на сите оние мои роднини кои што живееле и пред нив. Така што ја поддржувам таа акција, да ги видиме сите кои што зеле и да видиме колку од нив, бидејќи некои од нив работат со години надвор, веројатно стекнале право да си земат и државјанство на државата каде што работат. А особено ако земале, ако се ожениле, омажиле со државјанки токму во таа држава во која што нели работат. Тогаш сигурно многу од нив би започнали процедура да го поништи својот бугарски пасош, да си го земе пасошот на државата во која што работи и каде што живее, што има и поголема логика, нели така. Втора работа, сум го зборувал ова и порано, апел до нашите, да направат нешто во врска со македонските државјанства, во врска со овој проблем, кој што бугарите го користеа години наназад да прават и милиони, продавајќи им на македонците без никакви регулативи пасоши, делејќи им што се вика на
адреса која што стои на една бандера тамо некаде во некоја вукојебина покрај границата. Така што тука тој дел да се регулира со македонски државенство. Како ќе се добие македонско државенство, што ќе биде условот да имаш македонско државенство? Дали ќе го направиме тоа како Словенија? Ако сакаш да имаш словенечко државенство, мора да се откажеш од она што ти е прво државјанство, што ти стои како, да се откажеш од него, да земеш словенечко државенство, тогаш ти си словенечки државјанин, а после тоа ако сакаш земи уште 2-3 други државјанства, никој нема да ти прави проблем, но ти си според тој закон тамо словенечки државјанин затоа што ти е прво државјанството словенечко и така ти се водиш. Значи има тука многу форми како тоа да се направи, но секако дојде време, чук на часот, дојде ноќ до коска дека нешто мора да направиме. Или пак да се ограничи адхок да се забрани македонско државенство, тоест да се одземе македонското државенство на оние кои што имаат бугарски пасош. Адхок, нема тука дискриминација, нема ништо, адхок. За друго не е проблем, имајте си амерички, австријски, полски, унгарски, англиски, не знам какви државјанства, но со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме во контекст на нашите односи со Бугарија, адхок, значи само во случајот на Бугарија да бидат одземани македонските државенства на сите кои што имаат бугарски државенства, а кои што се македонци и кои што нема да сакаат да се откажат од своето бугарско државенство, кое што го зеле без разлика од какви мотиви, дали како дали целта им била само економски бенефит со тоа што да напуштат државата, да можат со тој пасош да работат некаде во земјите од Европската унија. Сериозно нашите треба да се позанимаваат со ова и дај да видиме, јас сум, уште еднаш ќе кажам, апел, дај да видиме колку точно се на број тие со бугарски државенства македонци, да не манипулираат бугарите за некои 180, 200, 250, утре 300.000, ќе ги направат дека се. И уште една работа, треба да сме пак свесни, често пати слушаме сега од она животно од Бугарија што има разни фондации, како тврди дека македонците не сакале во Европска унија, дека Македонија не ќе во Европска унија. Мојот став за тоа прашање е јасен, но ние како влада, како држава, ние никогаш не се откажавме од тој наратив дека сакаме во Европската унија. Во моментов, оној што не сака да бидеме во Европската унија се токму бугарите, од познати причини. Тие сега одат на варијанта дека доколку направат све ние да не влеземе во Европската унија, дека кризата социјална, економска во Македонија ќе се продлабочи, што им се отвора нова можност за нов атак врз идентитетот на македонците, им се отвараат многу повеќе можности да ги асимилираат. Сметајте на тоа дека како доколку им се остварат тие планови да ние економски уште повеќе ослабеме, заради тоа што нема да бидеме членови на Европската унија, дека тука ќе им се отворат уште нови лепеза на можности како да нудат пасоши, како да се импрегнираат у секоја пора на нашето општество, како што веќе тоа го прават, тоа е во процес, веќе неколку години. Разни нивни спијачи, бугараши, кои што седат со вас, се ваши комшија, вие немате појма дека се тоа, се наместени на некои позиции во одредени институции, државни и така натаму, значи веќе они прават простор, ова се случува овој процес веќе неколку години, така да полека го заземаат просторот. На нив не им пишува на чело дека се бугараши, но извршуваат некоја нивна агенда, некој нивни план. Како и во времето на Хитлер, све е за преземање на животен простор. Впрочем, ова работа кај нас е доста позната, колку и како се случува последните години. Животен простор, Lebensraum.
Така да треба 16 да ги отвориме. Токму од оваа причина не сме ни да помислиме да го отвориме Уставот по 131 пат, за да внесеме една шака на луѓе, што се нарекуваат бугари, затоа што тоа ќе значи целосно спуштање на гардот во овој наш обид, во оваа наша борба да си го зачуваме идентитетот и да одолееме на нападите на бугарската фашистичка камарила, неофашистичка камарила, која што е спремна буквално да на све и на секоја подадена рака од секој наш непријател да ја распрчи, да ја подели Македонија за да ги оствари своите асимилаторски санстефански кошмари што ги има кон Македонија и македонците. Да ги преточи во реалност. Нема ништо наивно во нивниот обид, во тој нивни наратив, кој што се обидуваа да го покажат многу наивен, завиткан во некој демократски плашт, дека внесувањето на бугарите во Уставот е еден покажување на една добра волја, дека еден демократски чин, еден чин на подадена рака од страна на нас кон една мала заедница. Не паѓајте на тие глупи, како да ги наречам, фантазми, дека напротив, со тоа што ако сме ги примеле во Уставот, со тоа ќе се утврдило на дело дека ете сепак постои македонски народ и постои некое одвоено малцинство кое што се нарекуваат бугари у Македонија, демек со тоа ќе сме направиле дистинкцијата, демек бугариве се глупи. Ни даваат 3 кеца у рака за да ги победиме у партијава покер. Демек толку се идиоти. Сакаме бугари во Уставот, оти со тоа ќе направите и разлика на on the face, on the place, што би рекле, на лице место, дека вистина сме два различни народи, ако ние овдека ќе... Само што има проблем. Кај нас веќе од државјанство не ни пише дека сме лична карта македонци, туку граѓани. Сваѓате, тоа е една работа. Втора работа. Баш ги заболе на почеток тоа како ќе изгледа, ако ние ги пуштиме во Уставот како некое малцинство наречено бугари. Идејата им е друга. Ако ние ги пуштиме, а нас сигурно нема да не зачленат во Унијата одма, пак ќе биде тој процес кој што трае 20-30 години, за тие 20-30 години, како малцинство во Бугарија, од 3000 луѓе ќе станат 300.000 луѓе. Затоа што меѓувреме ние нема да влеземе во Унијата, многу млади луѓе пак ќе сакаат да си одат од овде, они ќе им нудат не само пасоши, ќе им нудат тука услови за образование, затоа што имаат допир со многу европски фондови за развој на образование, средношколско, високо и така натаму, основно и така натаму, и на многу наши деца тука, ако им дозволиме да станат малцинство и да отворат своји институции, своји школи, свој не знам што, многу наши деца, фамилии ќе прелажат со огромни стипендии, кои што сиромашни луѓе за да си го школува детето, пак ќе подзамежи на тоа искушение и ќе си го запише детето во една таква институција образовна, бугарска, кај што ќе учи бугарска историја, кај што ќе учи да си го мрази сопствениот народ, да си го смета дека е тоа уствари бугарски народ, и ќе учи 300 други глупости, со кои што полека и нема да сети кога ќе стане јаничар. А кога ќе стане јаничар, тие школи, токму тоа ќе прават од македонците, ќе прават некои современи јаничари, кои што утре, заутре ќе бидат најзаколнати противници, джелати на сопствениот народ. Ова во кратки црти ви објаснив што ќе се случува ако дозволиме некои работи да се случат. Фупе, што го искаш во дупе, само ти примај го тамо кај што го примаш, а македонците остај ги раат, иако еве, ја те поддржав, и јас сум за тоа да се изброиме, да видиме колку сме и дали сме токму. А ако сме не токму, тогаш тешко на нас со нашата глупоќа.